Пожарот во атарот на село Требовле во близина на Македонски Брод се уште е активен, соопшти Центарот за управување со кризи. Се работи за два пожара, од кои едниот е од местноста Круша, атар на селото Близанско со правец на движење кон Требовле, а вториот пожар е од Требовле со правец на движење кон местоста Лутое Цифојник. Поради високите температури и лошиот терен, пожарот со кој е опфатена борова шума и кој гори веќе 10 дена се уште е активен. Регионалниот штаб за управување со кризи на подрачното оделение на Македонски Брод ќе на состанок донесе заклучок во текот на денешниот ден за гаснење на пожарот да бидат ангажирани воздушните летала на Дирекцијата за заштита и спасување, лица од општината Македонски Брод, Дирекција за заштита и спасување Скопје, Јавно предпријатие Јасен, Територијална противпожарна единица Македонски Брод, Дирекција за заштита и спасување Кичево, Дирекција за заштита и спасување Македонски Брод, Прилеп, Јавно предпријатие Македонски шуми и од местно население на село Требовле. Дирекцијата за заштита и спасување информира дека со своите авиони континуирано действуваше во Требовле од 19 до 29 јули. Поради технички причини, авионите не биле ангажирани во гаснење на огнот само вчера. Во тој период остварен е вкупен налет во противпожарни операции од 44 часа и 40 минути, при што со воздухопловите е действувано врз пожарите во 89 наврати и пламените стихии се бомбардирани со 275.900 литри вода, што придонесе за намалување на интензитетот на пожарите, а во голем дел и нивно сузбивање, соопшти Дирекцијата за заштита и спасување. Во операциите биле вклучени и 2 хеликоптера Ми-17 на армијата на Македонија. Од Дирекцијата за заштита и спасување велат дека интензивните операции на авионите на Дирекцијата во периодот од 19 до 29 јули, како и технологијата на одржување на леталата, довела до потреба од краток прекин во воздухопловните операции, поради потребата од редовни и вонредни инспекции на системите на авионите, а Т-802А Firebus, како и поправка на одредени помали дефекти што се јавиле како резултат на интензивното летање во текот на јули. Центарот за управување со кризи соопшти дека во текот на вчерашниот ден околу селото Требовле биле распоредени екипи од Дирекцијата за заштита и спасување, Шумското стопанство Сандански од Македонски Брод, Територијалната противпожарна единица на Македонски Брод и лица од местното население. Првиот крак од пожарот во селото Требовле според СУК се ширел во правец на село Здуње. Во гасењето на пожарот интервенирале и 2 хеликоптери на армијата. Со пожарот била зафатена бандера на далновод и во моментот без електрична енергија се жителите од село Близанско. Околу 18 часот и 10 минути пожарот бил пристигнат до патот во близина на селото Требовле и биле загрозени првите куќи од селото, поради што биле испратени дополнителни сили, противпожарни екипи на Тетово, Струга, Гостивар и Куманово.